Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Вие јас и Мухич со една единствена тема на нашиот дневен ред, за разлика од собранието кое донело одлука за дури 11 точки денеска да расправа на 102-та седница, помеѓу кои и предлог законот за задолжување за општи буџетски потреби во износ од 260 милиони евра, и тоа по скратена постапка. Оптимистички, но се покажа дека далеку од реално. Имено заглави оваа точка на истата седница и вообичаено предизвика конфликти, препукувања помеѓу власта и опозицијата. А ова е и тема која вие ја спомнавте денеска и која и природно се наметнува самата по себе. Затоа не би должел многу, освен дека власта аргументира дека станува збор за средства со кои треба да се обезбеди навременна исплата, реализација на политики важни за граѓаните, повисоки примања во образованието, здравството, јавниот сектор, изградба, реконструкција на инфраструктурите, училиштата, болниците и другите проекти. Меѓутоа пак за опозицијата и дополнително, да не го испуштам тоа, фискална стратегија 2027-2031. И дотолку повеќе пак опозицијата реагира дека за вакви работи, значи фискална стратегија за предстојните 5 години, закон за ново задолжување од 260 милиони евра, не може да се носи по скратена постапка. Вели Фатмир Битики, пратеник од СДСМ, цитирам, нема скратена постапка за задолжување на луѓето, 260 милиони плюс камати, за 320 не може да биде од мал обем, а бидејќи вие очигледно сте навикнати дека 320 милиони задолжување е ништо за вас, затоа што се задолжувате милијарда и милијарда, во 2 години 2,5 милијарди, нормално е кога ќе кажувате треба во скратена постапка. Власта пак одговара дека владата на ВМРО да помене само по основна еврообрзници кои ги има земено СДСМ, значи предходно, вие сте земале, треба да се врати вкупно 2,4 милијарди, за 26-та вкупниот долг што треба да го сервисира државата е тие 2,4 милијарди. И во секој случај, значи, велам, препукувања помеѓу пратениците и опозицијата на седницата на Комисијата за финансирање и буџет со паузи и така натаму, дали ќе продолжи, како ќе бидеете да се работи, дали да се паузира. Вчера имаше мјаукање на седницата за државјанство, за носење на седницата која пропадна гласањето за укинување на двојното државјанство на пратениците, министрите и така натаму. Сега поинакви кој како и кого како му одговара, и сето тоа е токму во тој домен што го дискутираме. Се би било добро ако е дел од некоја стратегија, ако е само така кому како дошло, тогаш такво недефинирано импулсивно однесување е карактеристично за други појави и особености и се справува на други места, не во собранието. Ако е дел од стратегија, тогаш е добро, но велам, ако е туку така непредвидено, импулсивно, кој ќе мјаука, кој потоа нешто ќе се моли и слично, тогаш навистина не е воопшто местото таму. А всушност токму на тоа дали е стратегија или не е, се меѓусебните обвинувања, оние од опозицијата се лути, имено помеѓу таа скратена постапка, и велат дека за власта е поважен заемот кој се носи по скратената постапка отколку стратегијата. Дека нема стратегија, а од власта дека напротив обезбедили просторни услови, затоа што имаше и тоа, од опозицијата немале каде да седнат и така натаму. Па власта возвраќа, односно Бојан Стојановски, конкретно пратеникот од ВМРО ДПМН, дека вели обезбедиле просторни услови, максимално сме коректни
и бара да се, ајде вели да работиме, да дискутираме за она зашто, вели, ние сметаме дека сме во право со нашите аргументи и смета дека некој тука треба да не прекинува, да не ја прекинува работата и да ги одзема аргументите. Ете, тоа е накратко она што досега се случуваше. Уште не се знае што е како е, но во секој случај по скратена постапка некако се одолжи ова задолжување од 260 милиони евра. Па добро, ајде, барем нека поработат малку за 260 милиони евра кои и така ние ќе ги враќаме, тие ќе видат некоја фајда од нив и тоа многу повеќе отколку ние, па барем нека малку се испотат за да го донесат овој предлог закон, не е толку поскратена постапка. Ете, што мислите за ова 60, мислам, иако е поскратена постапка, малку нека поработат. Ние, еве, да почнеме да работиме. 6091-924-925 се телефонските броеви. Добар ден, еве, со кого ја отвораме оваа средба. Добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ајде, после неколку дена, па јас поредко се јавувам. Да, повелете, да. Вака, не да ви правам лице. После вашето излагање, што ви јас зборувал? Потполно се слагам. Не да ви правам лице, не разбирате. Да, разбирам, јасно. Него таа е вистина. Што се прави 35 години, ова се прави. Дојди едните на власт, овие пред да си одаа, задолжи се, па некој треба да враќа. Не правдам никого, немој да мислите дека правдам. Да. Нити наливам, не ми треба, се ми е јасно. Она што го кажувам стално и ќе го кажувам пак. ВМРО и СДС се расипувачите на Македонија. Па кој како сака, нека ме разбери. Што е работата? А ми се гледа. Кој месец сме сега, бидејќи јас потекнувам од земјоделско семејство и се уште произведувам како тако. Па и ден денес не се платени субвенции ни за семенски материјал, ни за жито, ни за по хектар, ни. Што да ви речам? И затоа се чудам само. Меѓутоа, дајте ако не треба да дава, нека кажат јавна е ова власт, нека рече луѓе. Многу сме презадолжени, не можеме ова година да ви сплатиме, еве за земјоделците директно. Ја сакам таква емисија да отворите. Што е точно, не е на памет. Па, еве, почнувајќи од мене, ќе го речеме, еве, да ги простуваме, само нека тргни државава напред. Никош нема да тргне. Зошто нема да тргне, по моје мислење? Па ви кажав, и по 2001 година не беа свесни дека или ќе работиме за ова, во сите сфери. Та бугарите, ова, та Европата, се. Овие, дојде едните, коси се со другите. Ништо не би доводала работа. Моје мислење, извини, јас сум. Не, напротив, разбирам сосема, поентата е сакаме ли да работиме или не, сакаме ли сите да работиме, ајде она што кажавте, или што можеме, ќе заборавиме, ќе одбиеме, ќе почнеме од нула, или ајде дајте да се организираме да работиме сите за нула одреден период, за да ги покриеме тие работи. Оние направиле, предходните и така натаму. Дајте, ајде, колку треба да работиме, а дојдеме до нула, да нема веќе предходни. Колку треба да издвоиме. Се едно, ете, нека е тоа на ниво на некоја фирма, предпријатие, сликовито кажа, но ви разбирам поентата, но да се стабилизираат работите. Оти државата е еден вид предпријатие, дури е и регистрирано, и како влада. Всушност, на еден начин правно лице. И во таа смисла предпријатието постојано наследило долгови од предходниот, од овој, од оној, и никако не може вработените да видат ништо, а сам постојано работат. Па во таа смисла, ајде, кажете ни, газда, колку да работиме без пари. Кој е подготвен да ги стабилизираме работите и да се преброиме. Толку мина сме, колку треба? 3 месеци, 6 месеци без плата да работиме, со 50% плата. Колку да се откажеме, за да го покриеме тоа, но потоа да знаеме ќе почнеме. А ти гарантирај ни да, кога ќе го покриеме тоа, дека ни гарантираш работа и слично, односно тоа е она што го дискутирате. Субвенции во земјоделството и така натаму. Не може сега, не може доволно, затоа што го имаме тоа од предходно. Ајде, како заедно тоа да го надминеме и потоа заедно да одиме напред. Мислам, добра е секако, велам, идејата за да се откочат работите, вака
се чини дека на неодредено е ситуацијата, дека од некои претходни, а не се знае веќе ни кој. Кој знае, не знам, од Александар Македонски, од некој, од античките некои, кој кому веќе. Се е тоа само предходните и веќе не се знае кои беа предходните. Добар ден, повелете. Почитам родител. Повелете, да, добар ден. Повелете. Да ви кажам искрено, синека гледав еден фудбалски надпревар, многу квалитетен и добар, и домакинот победи со 3-1. Добро, одлично, тоа е интересно. Да. Значи, вајда разбирате што ми е да. мислата и помислата. Да. Почитам родителу. Вие го спомнавте меѓу другото Фатмир Бетичи. За мене, човек со авторитет, докажан, трпелив, одаден на нашата заедничка Македонија. Ја никогаш од тој господин никогаш не сум слушнал збор во негативна конотација према своите граѓани, граѓаните што живеат на Македонија. И затоа од срце му велам, Господ здравје да му дава, да си го гледа семејството и така да тера. Вие спомнавте меѓу другото заглави, почитуван родителу, единствен што заглави и не заглави, како беше она, помогнете ми за, како кажа, ова чизмала се шокирал, така беше? Добро, шокиран за се шокирал. Затворањето на поставката за ТЕЦ Неготино. Да. А нас сите не шлогира. Почитуван родител, една за секојаш да знаеме. Еден и единствен за сето ова што се случува во нашава заедничка Македонија, тоа е он. Интригаш, лажов, со докази невидени. Не, да го имам право да го кажам тоа. До кога ќе го трпиме него со неговите интриги и лаги? Во друга прилика ќе ви презентирам на основните лаги што он катадневно ги кажува и игра со народот. Така, благодарам, но ве молам да се воздржиме од директно такви зборови кои се директно навредувачки. Во ред мислите, не зборува вистина или така натаму. Значи, нека е во контекст како што токму и го цитирав пратеникот Бојан Стојановски денеска, кој вели дека сметаме дека ние сме во право со нашите аргументи. Значи, не вели во право сме, не вели ние ја зборуваме вистината, сметаме дека сме во право. И во таа смисла, значи, сметате дека не ја зборува вистината, а во прилог на тоа изнесувате аргументи, отколку директно квалификација, тоа е ваков таков. Мислам, кој да е, сепак станува збор за личности, за луѓе, се едно, не е за нешто абстрактно. Добар ден, повелете. И за наш начин, ниво. Повелете, да. Ало, добар ден, повелете. Видете, ова задолжување е нормално задолжување ако сакаме државата да оди напред. Затоа што има долгови стари со корење. Тие треба да се чистат и понатака да може да опстои државата, да има развој, да се покриваат трошоците. Но чудо ми е мене, Гордана наша во Словенија, изјави тамо да рече нешто Република Македонија, зашто рекле, бугарите ми се чини, северни македонци. И тоа е добро. Кога ќе речи северни граѓани, тоа во ред било. Ова северни македонци не чинело. Ја не знам што разбират овие политичари наши. Северни граѓани било добро, кој ќе речеле ќутат. Не реков дека рекле добро, не добро, не му ќутат. А македонски северни граѓани, тоа е подобро, те спомнуваат македонци дека имаме. Така, да. Немаме државници што треба да ја водат државава. Прво, сите кога ќе излезиме на гласање, сега зборувам за македонците, затоа што е ова македонска држава. Секој македонец се потпишуваме на гласање. Кој не излезе, невидена казна,
Зошто не идлегол да гласат? Тому е обврска. Од тука државата се пусти. И тука ќе се додадат овие издајници македонски и сакаме држава да имаме. Малцинството многу му е гајле, особито на албанците. Албанците гледај шо прават. Ајде ние сите македонци се собериме, да отидеме Албанија со македонски знамиња. Ќе не пуштат така да викаме абре дебре уа? Благодарам, па дете, одговорот го давате всушност и вие, затоа е, а ке не, или седно, ке го пуштат ли или ке ги пуштат. Нас, вас, тие, вие и така натаму. Значи, не е да ќе отидете туку, кој кога ќе пушти или нема да пушти. Седно, каде иде. Значи, тоа е прашањето, затоа некого, затоа го спомнав примерот денес, едно знаме имавме таму и веднаш пример како, мислам од страна токму на институциите, еве како се постапува. Казнет веднаш, одстранет ширење на омраза, на нетрпеливост и слично според закон, член тој и веднаш ете делувано. Добро, браво. Па да, тоа е така, да отидеме, ќе постапат така, ете постапиле и тука. Па прашање е зошто не се постапува секогаш. И секаде и особено таму каде што има можеби 50 пати, 100 пати повеќе отколку тоа едно знаме. Тоа е работата, значи кој кого ќе пушти или дали ги или нема да постапи. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Се слушаме? Се слушаме, да, повелете, вие сте, да. Не ми е јасно, овие западњациве, што им е кренато цел со ова, тука да речам креатура од држава, више не е ова више држава, ова е нешто што е извитоперено скроз. Значи, кој дојде, кој стаса тука, секој си ја брка работата, а цехот го плаќаме ние македонците. Што значи дека овие тука ќе земале 260 милиони евра. Ја не знам како ще им даваат пари. Прибедејќи ова е пропалитет од држава, не би требало да се инвестира. И имаш покритие, имаш народ, имаш земја, имаш богатства, така да само ти побарај ќе ти дадеме. Не се обврзуваат тие да враќаат. Државата е гаранцијата. Слушаш, мислам дека не е покритието околу ова територијално дел, него околу оваа држава да се во нешто претвори, не знам само кон што се спреми, каде им е она завршната цел. Не е ни бугаризација, не е ни србизација, ама изгледа малку на запад тука повеќе ќе биде и кефот на нашиот јужен непријател, тој е најопасниот, тој доле у Атина што е. Тој е најопасниот, значи нема поопасниот непријател од него го немаме. И сега еве 260 па ги уценувале, па по вакви услови ќе земете. Значи кај е, ни се спрема некоја заврзлама, до немај каде инаку, што е 260 милиони евра? Тоа не е ли за ногавици доле, за клуждови. Што се мали пари за овие нашиве ламни од јадачи на пари. Па знаете колку ни зимаат, па милиарди зимаат. Него е нешто, не знам, не можам да го објаснам, малку и мене јас сум збунет. Што е целта, што е само 260 милиони, поздрав. Поздрави до вас, од власта наведуваат дека станува збор за веќе планирани финансиски активности, значи одлуката била донесена, се спроведе по скратена постапка на предлога на Министерството за финансии. Постапката е целосно транспарентна, не се работи за неочекуван потек, за однапред предвидена финансиска мерка, а целта на задолжувањето е да се обезбеди стабилност и ликвидност на државниот буџет. Вели власта и заменик министерот за финансии, а опозицијата конкретно од СДСМ, како што кажав, бараше биде повлечена точката од дневниот ред, да се разгледува одредовна, не поскратена постапка и изразуваат загриженост за состојбите на државниот буџет, континуираниот раст на јавниот долг и брзината со која се носат вакви значајни финансиски одлуки без подетална и поширока парламентарна расправа. И добро е да се загрижени и тие учествувале во тој долг. Но добро е сите тогаш да седнат и да разговараат. Затоа велам, еднострано ВМРО им вели да, ние враќаме ова евроврзница која вие сте ја земале. Имаме обврска 2,4 милиарди. Па затоа иде да седнеме, да. А предходно вие сте земале, па предходно повторно ние. Значи само сме земале, ајде да седнеме сега и да видиме како или само скратена постапка како да земеме нов кредит. И
потоа повторно ќе си префрламе кој земал, за да враќа чии долгови. Добар ден, повелете. Добар ден. Исо, здраво. Здраво, повелете, да, ве слушам. Слушај, жена ми ќе ми го исуци интернетот. О, Да, ќе ми го исуци. Види вака, другаче. Да, Овој пред мене потполно било право, 260 милиона, што е тоа, не тоа, не ништо. Да го поседам банкерот се радува, 260 милиона ќе има доволно за сендвичи, за буреци, за ова, за тие работи. Сакам некој да се надоврзам на што ме прекина ова, мислам времето што ме прекина. Да. Значи вака, Орбан и Вучиć, знаеш како викат, северно-македонски премиер, така ли? Добро. А дигна врема околу бугарската ова министерка што само се поздравила онако поминување. И после се сретаме само со северно-македонски министер. Тоа сакам да ви го лекне на ваша емисија Женовски улице на таа од богатарското гостуварско вика, еве ти документ, Орбан и Вучиć, северно-македонски премиер. Сакам со ова да речам, добро рече и овој. Не се 260 ова. 260 милиони отидоа за општини. Каде се парите? Тука лежат милиарди, господине Мугиц, милиарди се задолжуваат. И сега тек се отклопува, зашто бил негде премиерот или преседателот на Вучиć од Србија овде за телевизија Алфа, не знам нешто таму, имало там некои работи, тек сега ќе се отклопува клопчето и околу Мициковски, и околу Орбановски, и околу Мициковски, и сите ќе се отклопува, толку може да имат. Благодарам, поздрави. До вас, повелете, добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум јас. Да, вие повелете. Благодарам. Па вака, прво ја ќе речам, значи, ние сме држава на кредит. И без кредит не можеме да живееме. И не треба никога да обвинуваме што некој што бил пред нас земал кредит. Ајде да ги прашам сега тие што се на власт, дали зеле некој кредит. Па до сега сме околу 3 милиарди задолжени и не знам како ќе ги враќа некој во иднина кој ќе ги замени сегашните. Ние еднаш за секојаш треба да сватиме дека сами не можеме, затоа што не работиме, не ствараме доход и тој што го имаме го трошиме на безвезни работи. Значи, и моje размислување, кредит до 300 милиони да не може да земе апсолутно ниедна влада. Тие 300 милиони, ако треба да ги од некаде, ќе се скратат каде што нема потреба да се троши, ќе си ги обезбедат од сопствени извори. Само на тој начин ние можеме да се вратиме еден ден, да не бидеме толку задолжени, онолку колку што сме сега. Ние, воопшто нашите политичари не размислуваат каде ги трошат и зашто ги трошат тие кредити и тие еден предходно се рече на општините. Како ќе ги вратат општините кога нема никакво производство? Значи, по општините се терет на државата и уште му даваме 250 милиони кредит, значи за било што тамо не е битно, меѓутоа јас да дадам кредит, ама за тој кредит да ми врати назад што се ко сум дал 100 милиони, да ми врати 120 милиони, тоаш можам да размислувам за репродукција, а нашиве политичари нека се живи и здрави, ама не заслужуваат на тоа место кај се, затоа што не размислуваат за иднината на својот народ, за иднината на државата и само размислуваат за својот буџет. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, вие сте. Се слушаме? Да, се слушаме. Па сега по брза постапка законите ги носи и претходната влада и ова влада. Значи, пред првиот месец го поддржави се словно со него, дека додека се одбе македонски партии готово. Македонците спиеме македонци, Македонија замина, дали гледате дали слушате, дали чувствувате што ви се случува. За греото, за жалење се спиеме, не да спиет, него спиеме веќе, еден вика заспано е, ние спиеме веќе. Од лабук сонсне. Ние не можеме се отрзиме. За ова влада
ко презеде власта, праеше тамо ребалансот, тамо ко праеше буџетот, тамо зашто дека има долгови предходната влада, зашто се дека имат колку имат кредит уште тамо и едно и друго, како сега излегуваат 2000 милиарди излезна тамо стар долг, цело тоа не знаат дека треба се врати како го направи буџетот, тако не знаела. Све знаела, него додека со овие две-три партии во Македонија, готово е се ние, не готово е Македонија, еве. Македонија, што него донесе, ми се го донесе законот за пратениците и министрите да немаат двојно државенство. Фактички сега нас не водат албанци и бугари, владата не албански и бугарска. Што не сака да се откажат од тие државенства? Што сакаме повеќе? Македонија е поделена веќе на два дела поделена готово. Него за нас спас народот, сега баш пуси на мој фејсбук еден боснанец историчар кажува вака. Жалит кутра за тој договор преспански, викат криви се прво македонците што спија, што не се буре, значи опозицијата, криви се ние, вика, Србија, Босна, Црна Гора, сите бивши југословенски републики, затоа што македонскиот јазик нас не е корен, значи и тој го признат стручњак боснанец историја учел. А ние така, ние лесно спиеме, прво се ние, и фактички така е, опозицијата спиеше кога менува све, кога се распродаваше, и сега спие власта, кога се веа замиња учека, кога се претендира за поново за војска. Значи, дојде овие две партии не згрозија, македонци да будете се стварите да спасеме Македонија, да преживееме, да... Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Така, треба прво да се рачистат некои работи, луѓе ги слушам зборат, ама па не ги анализираат убаво. Од минатата влада, кога ја предадува власта, ја предадува со буџет од 5 милиарди и 200. Добро. Новиот буџет на оваа влада, на победнициве, 6 милиарди и 400. Од историски најзадолжен буџет, добивне поисториски буџет. Втората работа, од БО Маđarска земавне 1 милиарда кредит. Во општините се пласирани само 40 милиона, тоа со документи, затоа ги кријат они документите, не кажуваат колку дале по општините. Само 40 милиона до сега се поделени пари. Добро, од оние 250 планирани. Од тие 250. За стопанството не правиме муабет. Таму тек ке пука брука кој ги земал парите. Овој е 250 милиона сега се за покривање на буџетски дефицит. Не за инвестиција, не за враќање други. Овие се за плати, пензии. Државата нема пари да дели понатака буџет за плати, за пензии. Дали ми е јасно на луѓе? Значи, овие 260 милиона се за покривање на буџетскиот дефицит. Да напсите, али најбитно што е тоа, никој не ја каже каматата, тек да чуете каматата, ќе видите колку е добар кредитот. Ама тоа е, да бидеме здрави и живи. Прашање е дали во јули месец има усогласување на пензиите. Реков не правиме муаве за овие што почна да им ги враќаат, да им ги зимаат субвенциите на земјоделци и што не им поделија субвенции. Тоа е додатна тема за разговор. Толку пријатно. Благодарам, поздрав. Според предлог законот заемот ќе се повлече во една транша. Рокот за отплата 7 години на 9 еднакви полугодишни рати со вклучен грејс период од 3 години. Каматната стапка е варијабилна, се состои од 6-месечен Еурибор, зголемен на маргина која изнесува 2,10%. Да, а пратеникот од ВМРО Стојановски нагласува дека ова, ете вие што велите зашто покривање на тие дупки финансиски и слично, дека со оглед на тоа што опозицијата укажува токму на тоа дека е неликвидна и така натаму, државната каса, дека тоа се политички калкулации и дневно политички разговори за да се загрози функционирањето на државата и реализацијата на проектите кои се важни за граѓаните. И дека токму ова се значи средства со кои треба да се обезбеди навремена исплата и реализација на политиките важни за граѓаните. Вклучително повисоки примања во образованието, здравството, јавниот сектор, изградбата и така натаму. Значи ќе добиваат повисоки примања, ова другото ништо, минимална плата ќе се седи. Добар ден, повелете. Добар ден и Да, убав ден и вам, повелете.
Па да ви кажам, ја не гледам ништо ново. Овие години кој како дојде, секој си зима кредити, ја зашто викам, и ја можам вака да бидам премиерице. Земи кредити, исплати, ќе дојде наредниот, ќе плаќа и понатака. За мене ова ништо не е ново. Значи, не да ме сватат погрешно дека бранам, не бранам, меѓутоа сите се исти. Како нема да виде кога еден не се најде, еве, гледајте да видиме стопанствениците. Па толку бенефици имат и па ништо не им стасува. Значи ДДВ не плаќат. Има таму еден други поволности што им иде во трошок. Ставаат маржа колку сакаат. Ја не знам таму дали некој може да направи некој стоп. Друго, имаме малмет договор за лекови, што идат во Косово и каде одат, ајде, оваквото направено. Затоа кај нас нема лекови, ги слушам, сите кажуваат, не знам, на тука, на која граница со Косово, каде, оди и поевтини све. Па сето тоа иде од наши пари. Значи, ние, еве, зошто да имаме ние заедничко со оваквото амалмет, што е оваквото фармацевтските Да, агенција за лекови, да. Да. Зошто да имаме? Зошто ние да можете овдека да се лекуват страни државјани на наш трошок? Зошто, например, еве ќе кажам пензионери, 100.000 пензионери, 1000 пути, еве неколку години, ја не го кажем лично, го кажуват, луѓе го слушаме. 100.000 пензионери од други држави земаат пензии во Македонија. Значи, сите тие работи влечат пари. Тоа треба некој да го плати, а го плаќаме ние народот и ние сме најоштетени. Погледнете лекови на алкалуите, еве, јас зборам за најобични, сега да не ги напомнувам лекови што се витамини, B6, B комплекс, или што знам, С витамин, ова. Видите колку се скапи, а сите викаат дека се поевтини тука кај Косово, каде негдека на граница, се ги слушам луѓево. Значи сето тоа треба да се скрати. Значи треба парите да останат кај нас. Еве ти го Азерски што бара? Па за стопанствениците, затоа што ништо не работи. Така, да, па добро, тоа е цел живот е таа позиција, тоа најдобро го знае да бара, па и остварува. Нека го прави секој тоа што најдобро го знае. И затоа и они други барања, ако дојдат оние кои навистина знаат, ќе ги сменат работите. Вака некако ќе остане само на тие несменливите. И затоа и и политичарите знаат дека најдобро го прават тоа што всушност не треба го прават, но за свој интерес и си тераат понатаму и знаат дека никој нема да реагира, односно направи нешто за да го смени тоа и ете тоа си врви работата. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Па вака јас сум емптен против зазимање ова кредитиве, пошто пола ги ставаат у джеп, може и од пола повеќе. Например, сега унгарскиот или кинески, каков да е кредит, или на груевски може кредит, никој не знае колку се дадени во општините, никој не знае кој бизнисмен, не е транспарент, не е поштено спрема народот, не е, а народот ги враќа парите. Ова, знаеш Исо, ние мука имаме, мака народот од партииве, внатре, од државата. Иначе од надвор немаме мака ние. Нити од Бугарија, нити од Грција, нити од Србија, од никој не. Внатре од партиеве, што не лажат, не крадат, не манипулираат, овакво. Заедно сите се поврзани. Партиите, политичките партии, медиумите, обвинителите и судии, се против народот. Тоа више се гледа. Не знам, Исо, дали пензионерите, например, дали им е страх дека може да дојде ден со хеликоптери да ни фрлаат за храна. Дека нема може да зимаме пензии. Не знам дали не го гледаат тоа. А тоа некако мене ми се гледа дека ќе биде така. Дека се разнебитува држава. Се не разнебитува. Имаш медиум на телевизија, директно што ти е за власт. За власт. Имаш говорници што се на телевизија, што искачаат и што викаат. Кој нема да искочи на гласање, казна да плати. Како можете и вие кој водител да му дозволите? Јас никад нема да искочам да гласам за овие партии. Никад. Пријатно и со поздрав. Убав ден и вам поздрав, до слушање. Добар ден.
Добар ден, почитувани. Да, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодараме те и во име на сите. Поздрав до вас. Палку се 2 минути за ваква тешка тема. Вие поставивте едно прашање, јас ќе ве насочам да ги добиете потребните одговори. Прашавте во смисла кој почна прв со кредити, со задолжувања. Еве, јас ќе ви дадам насока каде можете да ги најдете одговорите. Има на интернет Центар за економска историја, оформен 2019 година од доктор Весна Алексич. Тоа е институт за економија во Белград, иначе, и има неколку книги издадено и за Кралска Југославија и за СФРЈ. Значи, сега малце ми се 2 минути, иначе, ако сакате, во друга прилика и пошироко можам да ви објаснам она што таа го кажува за економската историја, за долговите, па ако сакате и за структурата на бруто домашниот производ. Сега за Македонија ми беше интересно, никаде никој не каже од дискутантите, например, колкав е бруто надворешниот долг, колкав е нето надворешниот долг, колку е процентот на нето долгот, надворешниот долг од бруто домашниот производ, што се многу важни параметри, затоа што макроекономијата треба севкупно во повеќе параметри да ја следите, за да знаете дали оди во правилна или во негативна насока. Да речеме политички, не знам, етикети се кажа, сме во банкрот. Ако сме во банкрот, нема да има исплата на плати и на пензии. Јас колку што знам, има исплата на плати и пензии, значи не е банкрот. Ако Македонија е поделена, тие што тврдат дека е Македонија поделена, сега дека е била поделена, не ни кажа во кој дел од поделеноста се тие. Што значи и тоа е дезинформација. Ајде, ако има некој за реплика, може би ќе се јавам. Така, секако благодарам, но како и да е, времето е кратко од 2 минути, но и повеќе од максимално искористено, затоа што ете дадовте и некои информации по однос на одредени податоци, архиви во рамки на овој Центар за економска историја кој го спомнавте. И секој кој има и време и многу повеќе од 2 минути е релаксиран со времето, може дополнително да го прошири својот дел на информации, токму врз основа на овој податок. Така што велам и повеќе дури од колку што кажав ти, повеќе што може да се каже, давајќи информации кои понатаму велам може да се користат. Но секако остануваме и во иднина да дискутираме и да ги проширите, дополните овие ваши тези. И секако не само тези туку и директно податоци кои ги изнесувате. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добре, Нишо, како си пријател? Добро, благодарам, повелете. Мило ми е. Сега така. Не е тоа гречка на владова. Тоа е барање на пратени тоа е барање на пратениците од ВМРО ДПМН. 200, колку бе, 60 милиона, тие имале кредити за станове, кредити за не знам шо, па мора Мицко да помогне. Тоа е моја на него работела, иначе нема да го гласат. Таква држава сме ние. До кога ова држава ќе се задолжува? До кога пензионерите ќе кукаат за леп? До кога луѓето ќе праќат за лекове како во Германија, ИСО. Значи, од овие, како вика овој народ, ништо не бива. А тоа, што се кираат за Венко и за СДСМ, тоа не е нивна работа. Идат избори и ќе видиме што ќе биде и како ќе биде. Тие се ставени да ги стават бугарите во уставот. Кога ќе ги стават, нив ќе ги нема. Затоа биди ми жив и здрав, поздравам, те поздравувам и да се слушаме друг пат. Благодарам, секако со задоволство, повелете и во друга прилика, довидување. Значи, токму она што се вели, станува збор за средства со кои треба се обезбеди на време на исплата и реализација на политики важни за граѓаните, односно тие повисоки примања, образование, здравство и јавниот сектор. Па јасно, тоа е една од оние точки, односно,
едноставно кажано, треба да се обезбедат средства за реализација на обврските преземени со потпишувањето на колективните договори. Значи, она што неодамна го видовме, презентирано како, ете, нешто, и тоа како нешто до што се стигнало, нешто успешно, а тоа еве, потпишавме колективни договори со администрацијата и така натаму, и добро, одлично, за зголемување на платите, но да, тие договори се потпишани, а нема пари всушност. И тоа така се и објаснува сега. Значи, дел од средствата, главна точка е да се обезбедат средства за реализација на обврските преземени со колективните договори. Која е тогаш гениалноста? Значи, вие се согласувате со некого, да не знам, да се пазарите со некој дома да ви сработи нешто, предпоставам, ако имате пари однапред. Еве се договоривме, ќе молерисаме по дома, но потоа, еве сега јас по зајмица земам за овој гениален проект. Па тогаш не правите ништо ако немате пари. Или доаѓате во проблем, значи да треба да позајмите. Вториот момент е исто пак, продолжување на капиталните инвестиции. Значи, како се стопанисува со државната каса, ете сега и ребалансот и слично. Значи, направена е пресметка капитални инвестиции, а тоа е ова токму што се вели, да. Реконструкција на инфраструктура, училишти, болници и други проекти, значи, капитални инвестиции за кои се немало пари. И сега, не сме имале пари, па како сме го ставиле тоа? Всушност сме, значи, во позиција, или ете, ќе одиме, ајде, ќе направиме нешто, ќе си го направиме, не мора кејфот да биде, ќе направиме нешто што е корисно, не мора да одиме во ресторан да потрошиме пари за ручек, туку еве да направиме нешто да купиме за по дома. Но потоа во продавницата, нели, капитална инвестиција, да смениме нешто, нов телевизор, па, или се едно помал, за да не, барем јас кога сум ме гледате толку долго, оној кога го иритира, и потоа велите, па сега нема пари, за тоа немаме. А што правиме? Па сега ќе зимаме кредит за да го отплатиме тој телевизор или таа капитална инвестиција. Суштината е токму повторно се сведува на таа стратегија. Не дека не чини колективен договор, еве затоа изборуваме, а што со овие други минимални плати? Тука треба да ги потурне малку, не ми се чини барем државата, стопанствениците, приватните и така. И ја има таа обврска, таа ги определува тие нивоа, минимална просечна плата и така натаму. Значи, како овде подпишува колективен договор, а нема пари? Па така и вамо, дајте, зголемете плата. Од сега е просечната плата, минималната е толку. Потрудете се, па најдете пари. Смалете од заработката ваша, приватниците. На нив мислам. Па вие притиснете ги потоа и продуктивност и слично. Или државата се едно. Да, колективен договор. Направи ревизија таму околу ефикасноста на администрацијата. Па оптимизира ја, пренамени, направи и слично, намали ги трошоците. Со други зборови, лесно е, ќе правиме, ќе реновираме по дома, а немаме пари. Поентата, ајде да реновираме, инаку секој би реновирал. А вака затоа со копнеш гледаме, а види комшијата како реновира, а ние никако не можеме. Па не можеме, немаме пари. А всушност еве се прави тоа. Немаме, подпишеме договор, супер, еве договоривме за следните 5 години, а пари? А па сега ќе се позајмиме. Тоа е поентата, значи околу стратегијата. Потоа ќе дојде некој друг, па ќе вели, а тие претходно што земале. А парите изедени. Значи, зашто отишле за поголеми плати? Тоа е, а каде се парите? Па каде се парите од тие претходните? И тие ветувале. Отидени парите и нема што каде се враќа нешто што отишло во ветер. А тоа за капитални инвестиции никако да ги видиме исто. И тука каде отишле, кој знае. Добар ден, повелете. Ќе ми дозволите да... Повелете, да, ајде, јас требаше да знам што зборам, вие чекате. Сега ќе настапам со мојата 75 годишна возраст, прочете, си давам за право, не мора да ме прифати како родител на четото што се јавува од Битола. Иако од него сум бил навреден, ме нарече магаре, ама да му кажам, синко, Битола чедо ти е поделена на луѓе заболени од карцином и читави, така да кажам, здрави. Синко, послушај го диме,
има заболени и од младежот. Не да не знае господинов што се јавува, тоа треба да го загрижи. Тинко, друго му се обраќам. Што се случи ова со титулата на ФК Вардар? И ваши, и наша чедо е Каролина Гоцева. Што пеја? Што кажа оној Бараба бандит? Што тизмата го назначи за директор на Вардар. Тоа ли е, синко? Тоа ли е однос? Тоа ли е љубов? Јас како Диме на времето бараше совет нивни сограѓанин, наш македонец. Дали да се врати од прекрасното работно место што го имаше во Јад, летеше, работеше за Јад, да дојде да работи за Палер. Купија стан во Порца Влае. После 4 месеци Палер ништо не испочитува од договорот што го имаше тој срцу што битува склучено со нив. Тоа сме чедал, моје мило Македонија. Интриги, лаги, сопки. И така ќе продолжим. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Сега исто се јавам од Каванаси. Ве поздравувам, да, и сите кои се. Најразвиениот град во Македонија. Значи, подкетно овој кредит што ги зема Мицковски и ова влада има мнозинство. Подкетно да донесе закон за потеклото на имотот и така ќе се наполни буџетот. И тие пари подкетно да се инвестират во Чебрени гарище. Тоа е капитален објект, а не овој Орсе Ѓорѓиев Скопје ќе го прави уште. Па од Скопје на Македонија преку глава не е дојдено. Љубљана е 200.000 жители, а до Скопје е 700 жители. Од каде пари? И најдобро решение за овие кредити што ги земат да се направи подкитно Чебрени гарище. И тоа ќе го направиме со само придонес и приватно партнерство. Ова е порка од Каванаси и ние имаме еден градоначалник кој е млад, кој е доктор на науки, се вика Митко Јачев. Такви градоначалници не требат. И образованието да дојде во Каванаси, значи тие технолошко-метеоролошкиот факултет и земјоделско-шумарскиот факултет, а па да не зборувам за тој Илија Гечев. Тоа е индустријалец најјак на Балканот. Такви наста не требат школовани луѓе. И па повторувам, и да не кажам, па Блажо Боев е академик, еден од најдобрите академци во Македонија. Ова е порака од Каванаси. И тие пари што се задолжуваат да се... Благодарам. Ајде ќе видиме што ќе биде. Добар ден, повелете. Ви благодарам секако уште еднаш. Почитуван сум. Да, повелете. Имам право на реплика? Апсолутно, па да. Благодарам. Директно бевте спомнати, да. Му благодарам на Чичко Диме што ме повика за да имам шанса за реплика. А вие можете умешно тука и да ни доелаборирате малку од онаа кој го искористите времето оптимално. Па ќе се потрудам, да. Да, повелете. Значи, прво, дискутантот кога прашува кој ги зел парите, ако некој ги украл, треба да поднел кривична пријава. Но како што знаете, и самиот дискутант не кажа дека е поднесена кривична пријава. Да речеме, можеше Филипче да поднесе кривична пријава за украдени пари од кредитите до Исламабад, да речеме, пошто е тој поставен од СДС и ДУИ, така многу стручен, или да речеме до синот на Талат Џафери, кој исто е обвинител. Еве, кај нив можеше дискутантот или било кој член на СДС и Левица да поднесат кривична пријава, но еве, вие сте сведок дека не е поднесена кривична пријава, што значи е фалшиво сомнението, не? Сега, например, СДС и ДУИ кога беа на власт, нарочито Филипче, најповеќе го стабилизира пензискиот фонд. Како ќе ви кажам? Малце е морбидно, меѓутоа е фактички така.
Затоа што 10.000 пензионери угинаа со погрешно лечење во коронавирусот, односно кога дивееше коронавирус. И така, бидејќи бројот на пензионери се намали, и Тренчевска после се фалеше дека е стабилизиран пензионскиот фонд. Гледате, СДС носи многу добровит на државата. Ете како го стабилизира. Значи 10.000 пензионери имате помалку заради погрешно или лошо лечење и се стабилизира пензионскиот фонд. Значи може Бетичи, Мали, Фрчко, Карамфилов, Капасиев, Сашко Јанчев да мјаукат или да урлаат или да, но бројките се немилосадни, господине. Благодарам ве, поздравувам. Имаме ли време за уште некого? Добар ден, Исо. Да, повелете, добар ден, еве, добро дојде. Ајде се надоврзам на твојата реченица. Како видиш ти, обеќа и спланира, зедо е не, добро, се обврзаа, стои да се... Се обврзаа така, ама пари нема, така? Па добро, еве, тие велат, значи ги парите ги обезбедуваме за реализација на обврските преземени. Да. То ти е исто? Добро. Так, пренесено сега. То ти е исто како СДСМ кога потпише овај, да речеме, францускиот договор, бугарско-францускиот, ама немате 80. Абе, немаме 80, ама го потпишеме. Сега поможите, ако може некако. Значи, како ќе заглавиш самиот. И се дојдовме во ситуација. Добро, тоа не е нешто противречно во реди. Фирма може да се позајми за нешто, не е тоа страшно, да. Нормално. Да. Меѓутоа, дојдовме во ситуација да слушаме луѓе што бранат партија која на овај народ се му зеде. Му украдија фабрики, му украдија штедилници, банки, се му уништија и сега се чудат зошто се земаат кредити. А како поинаку? Како? Како да излеземе од ова сето, а? Има начин? Нема начин. Ќе треба време, па ќе земаме кредити, па ќе се презадолжуваме, па стрпливо ќе градиме наново некои инвестиции како што нашите деровци, прадеровци, татковци ги градеа се наново. Зошто? Затоа што така одлучивме да уништиме се и да почнеме од зелена ливада. Така направивме се. Значи се му уништие, ама ние ко бевме, вели, делевме и поголема плата, поголеми пензи, како делевте? Земавте кредити и ги делевте на народот. Вие не направите нешто екстра, без кредити, без задолжување во странство. Истиот овие власти така прави. И се како е она лепа село, лепо горе, ти памтиш. Кој е крив? Звикавац из тунела, како вели на крај оне. Тој, со други зборови македонски, кој? Оне тој, да не го кажам вулгарниот збор. Благодарам, поздрав. Да, она што спомнате, делење на народот и така натам. Во таа смисла, ова реализирање на обврските не е нешто трагично, особено кога имате задолжено. Затоа и спомна фирма некоја, па ќе се позајми исто така, но потоа паметно ќе инвестира за да може и да врати и да добие профит. Но реализирање на обврските се вели со колективните договори. Па што е тоа? Значи обврска да се дели на народот, па не за плата. Па добро, но дали е време? Значи дали беше добро да се потпишат тие колективни договори за кои се нема пари, за кои треба да се позајми? Тоа, велам, не да се критикува, туку да се анализира дополнително и него ни доживав секако, немојте вие сметате дека нешто и јас на вас укажувам, само отворам дискусијата за некоја друга прилика, како и од претходниот гледач со она морбидното. Па сето тоа алудира она што рековте смртта. Па смртта го намалува бројот на пациенти, ако гледате така. Што значи дека може од тука да се толкува дека смртта е добра за медицината. Добра е и за пион фондовите, добра е и за некои други работи, се намалуваат корисниците. Добра за здравството имате помалку пациенти. Тоа е таа морбидна, но секако има и многу други страни, за кои се надевам дека и ќе дискутираме во иднина настрана од тие морбидните, кои, може да ни послужат само за утеха, дека не е се толку црно кога ќе дојде тој конечен миг. Ово и наше само привремено, не е збогум, само довидување до нашата следна средба. Ви благодарам за учеството и вниманието. Имајте пријатно попладне. Довидување.